За моделите од оваа класа велиме дека се градски автомобили, а јас очигледно не сум во град, далеку сум од градот. Која ми е целта што сум дојден овде за да го сликам овој Peugeot 208 во оваа прекрасна природа? Да видиме. Возам по патот, што скршнува откако ќе ја одминето на продавничко во Маркова Сушица, онаа прочуена продавница која што е опремена веројатно најопремена на Балканот. Ќе се изненадите што се ќе најдете таму и има едно патче што веднаш после продавничката скршнува десно и вели дека од таму се продолжува за Сопиште. И тоа е еден пат кој што во овој дел е многу неблагодарен за возење, односно тоа по новомакедонски девастиран. И дали тоа што ние го водиме како градски автомобил, значи ги нарекуваме овие автомобили градски автомобили, дали тоа можеби има некакви предности надвор од градот? Значи овде, далеку од урбаната средина, во оваа средина, каде што луѓето, па условно кажано, бегаат од градот. Ова е Peugeot 208. Сега, тоа е, излезе дека тоа е најмалиот модел на Peugeot што може да се купи денес. Тука почна понудата на Peugeot. Значи, веќе одамна го нема Peugeot 108. Една долга традиција. Луѓе сакаат 208, не сакаат ништо помалку од 208. Друга е приказната, тоа ќе објаснам понатаму. И не само што е 208, кој што патеме легенда, култен автомобил, го наследува името, имиджот, местото на 205. И достојно го наследува 205 на вистина. Туку е и во основната изведба со 1.2 литерски мотор, со 3 цилиндри, со 75 конски сили, со 5 степен мануелен менувач и со актив ниво на опрема, која што е основната. Значи, тука почнува нивото, тука почнува понудата на Peugeot. Тоа е далеко од малку, значи, кога ќе кажат луѓе, значи, градски автомобил, тоа ограничува дека тоа е автомобил што може да се вози само во град и ако има некој намера да излезе од градот, веднаш треба да посегне по вториот или третиот автомобил што го има во возниот парк, значи по лимузина за патување. Далеко од тоа. Значи, градски автомобили. Некогаш Македонија во нормалните времиња, овие автомобили го сочинуваа возниот парк. Луѓе беа среќни со тоа што си купеле нов автомобил и што трае до денес. Мене ме радува кога ќе видам на улица денес колку модели од тие времења, значи од времето на 206, од времето на Fiesta, уште кога се продаваше, кога постоеше, значи тоа беа некои нормални времења и за мида. И во тие времења луѓе беа сосем среќни со овој автомобил. И одлично. Се погоди. Се погоди совршено за да покажам точно тоа. Сега можеби тој се изненади малку повеќе од јас. Меѓутоа, што ако треба по овој пат, по кој што доаѓате до Скопје, побрзо, порелаксирано и со порелаксирано, што повеќе е важно денес. Што ако треба по овој пат да возам со некоја тешка лимузина од 5 метри со мотор со 800 конски сили што чури од сите страни патем. Или со SUV што ќе забележите, барем јас забележувам, колку возачи немаат представа до каде им досега автомобилот. Значи во SUV, некој што е нов сега возач на SUV, која ќе седне тука и нема идеја колку е далеко тротоарот, нема идеја дали зафаќа половина пат. И сега, зошто возам по овој пат? Еве да предпоставиме дека живеам тука. Не е важно каде живеам, добри дол. Значи да предпоставиме дека живеам тука. И треба секој ден да дојдам до градот
И тоа значи дека ќе треба да ги поминам целата на тура која што е преку Драчев за да дојдам до центарот на Скопје. Значи дека ќе треба да поминам 15 семафори, ќе треба да дишам нечии издувни гасови на некој растропан, расчукан баш таква лимузина од бугарските отпади. И ова е еден најодушевувачки кадар за возење. Значи може и вака да се изведе, значи тука ја пуштате автомобилот во лер и проверувате до каде ќе искаш. Значи тој што го проектирал патот бил гениалец. Секако треба малку повеќе искуство за тоа да не биде опасно. И тука се е релаксирано, значи опуштено. Нема метеж, нема смрдеа, нема не се прашуваш дали некој ќе ти се втурне ако не се грижиш да престигнеш се што е тебе, дали некој друг ќе гледа да те пристигне. Значи едноставно возиш. И сега замислете секој ден да треба да го извозите овој пат и да си разговарате со возачка, со возач. Или да бидете стекнати во град, да гледате семафорот која ќе тргне, да се нервирате кога некој ќе ви свири назад до местото каде што снимав. Извозев 17 километри и ми беа потребни некаде околу 30 на минути. Имам диаграм за тоа како изгледа возењето таму. Со сите забрзувања. И еве го кадарот што сакав да го покажам. Тоа е кадарот што сакав да го покажам. Значи, очигледно не измислувам дека некој секој ден патува по овие патишта до Скопје. Продолжува возењето. Градски автомобил во приградска средина. Дали се уште има предност или дали е се уште подобро да се вози лимузина. Деца патем тука не ги носат со автомобил до училиште или туку пешци одат. Еве го, Ракотинци. Тука е Клучката, крстосницата, значи Рачва, Вилушка. Доколку продолжувате право, доаѓате до Коврлева, а ако од тој правец, од стопиште, значи доколку скршнете лево, поаѓате по тој пат, значи Ракотинци. И не се чувствува патот. Меѓутоа, има уште еден дел кој што може да го скусиме, место да влегувам преку кисела вода и слично. Има едно патче кое што е совршено тука, кое што води преку Теферич, кое што го знаат луѓе. И навистина е неверојатно за колку брзо, а можеби и е истото време, меѓутоа колку релаксирано доаѓате по овој пат. Секако дека овој пат може да се користи, односно јас сум до половина од рутата која што сакам да ја покажам, затоа што сега ќе скршнам. И очигледно е дека може по овој пат да се вози и до Козјак. Еве го скршнувањето, јасно обележено со црвено-црни ивичници, рапници, ивичници, генерација. И еве го. Градски автомобил. Ете ги сите предности на градскиот автомобил. И сега го Peugeot 208 кој што има скапа платформа, скапа во смисол на тоа дека е развиена, да биде современа, напредна платформа. Тоа значи дека почитува некои високи стандарди во поглед на комфорот, амортизацијата, издржливоста, сите тие NVH, Noise Vibration Harshness, некогаш се беше поим тој да се каже NVH, дека некој автомобил
двој во поглед на noise vibration, harshness, односно звук, вибрација и грубост. Peugeot 208 има на финост, леснотија во возењето. Подвозјето работи па може би на ниво на компакт. Секако не е во правецно на оние градски автомобили кои што знаевме порано, кога секоја дупка се слушаше и не само што се слушаше, туку и се создаваше резонанција, па целата кабина, целата каросерија одзвонуваше. И ето, градски автомобил во неградска средина. Далеко од тоа, многу повеќе град отколку оној хаос што се случува долу. Воздухот секако да не го спомнувам и сега секој ден го возите овој пат. Немате семафор, немате врева, немате напрегање, било какво психичко. Психичкото напрегање е тоа што заморува. Значи, прекрасна буба. Психичкото напрегање е тоа што замора. Значи, еве едноставно кога вози човек по автопат и доколку не се погоди на најсреќен избор за возење по автопат, човек по извозени 300, 400, 500 километри, 1000 километри се чувствува истошно. Зашто? Затоа што се напрега, психички се напрега, иако седи цело време. И тоа е тоа, значи, со ова возење, со градски автомобил, значи, тоа е поентата. Поентата е во тоа со градски автомобил, малечко, компактен, лесен автомобил, има смисла ова да се вози секој ден. И тоа е се, еве, веќе сум на некогашна Огњан Прица. Значи, ето, никакво напрегање, замарање, замор, заморување од тоа. Ете голема лимузина, значи сега треба да ја носи по овој пат, по кој што ние возевме многу релаксирано. Треба да ја влечка таа лимузина до кој знае каде. Значи, откако се уверивме дека Peugeot 208 е градски автомобил и не градски автомобил, останува уште поглавието за тоа што значи всушност Peugeot 208 на македонскиот пазар. Тоа е наследничка на еден од најуспешните автомобили, модели на нашиот пазар, на 206. Веројатно се минати 10 години во меѓувреме откако Euroimpex објави, соопшти дека има продадено 10.000 автомобили Peugeot на македонскиот пазар и точно го наследува, го продолжува без каков било спој, совршено го продолжува тоа поглавје што го имаше 206. Посебно во оваа моделска изведба. Досега на тест, а и воопшто во понуда, во време на корона, во време на недостиг од чипови,
во време на проблеми со добавувачи, па едно време и недостиг од возачи, откако се покажа дека украинските возачи всушност ја покриваат дистрибуцијата со камиони на возила, откако во целиот тој период беа достапни главно најпрестижните, најсилните изведби, сега откако се смирува работата, доаѓа оваа изведба, доаѓа на тест и доаѓа во понудата на Peugeot, на Euroimpex, со 1-2 литерски мотор со 75 конски сили и 5 степен мануелен менувач и ниво на опременост актив. Цената 16.990 евра. Значи не е една мала сензација, туку точно сензација. И што се случува? Се случува нова година. Во времето пред Нова година, луѓето ја имаат таа навика, практика, односно навика. Самите продавачи, продажбата, пазарот ја создаде тој рефлекс дека пред Нова година се настапува со големи попусти, со одлични понуди, со понуди кои што треба да се искористат тогаш во годината што завршува и никогаш повеќе. Во следните 20 години, условно кажано. И тоа се случува. Значи, на Peugeot 208, наследничката на 206, 207, одеше во некој друго поглавје и се случува Нова година. 17.000 евра неполни, ваква каква што е, значи, сосем примерно опремена, со мануелна клима, како понуда која што ја враќа големината, ја враќа зрелоста на македонскиот пазар. 208 нема тајни околу неа. За 3 години се продаде во повеќе од 1 милион примероци и со тоа докажа дека Peugeot има способност, има имидж, има капацитет, потенцијал, има се за да го реализира, да го повтори тоа поглавје кој што го имаше со 205-ката. Се смета дека 205-ката го му обезбеди стабилност на Peugeot во времето по
првата нафтена криза, некаде во средината, односно во почетокот на 70-тите години, која што се случи со Холандија и нејзиното присуство во Израел патем. Значи, тоа е едно поглавје историско, може на Аутомедија да прочитате што се случуваше, како дојде до таа криза. Значи, некаде во средината на 70-тите години, светот се свести колку е опасно, значи, какви чуда, какви незгоди, катастрофи се случуваат, кога поскапува нафтата. И почнаа да се бараат ефтини автомобили, мали автомобили кои што трошат малку. Peugeot тогаш го имаше 205, кој што беше бескласен автомобил. Значи, беше создаден стилски, совршено. Многу ми намислат дека дизајнот е на Пиринфарина, меѓутоа дизајнот е на французин, Жером, чинам дека се вика Валтер или Вернер, веројатно од подрачјето во близина со границата со Германија. И тој е дизајнерот, не е Пиринфарина. Пиринфарина кабриолетот има дизајниран. Меѓутоа, 205-ката се погоди како бескласен автомобил, затоа што се бараше првенствено мал автомобил, што троши малку. Тоа им беше важно на луѓето. Значи, луѓе сакаа да имаат таков автомобил што троши малку, меѓутоа сакаа да имаат и комоција, па се вградува разни опреми, уште тогаш беа понудени богати, луксузни нивоа на опрема и така го изгледа, така го градеше имиджот. GTI, 205 GTI, 1.6, 1.9, цело поглавје, кабриолет, значи чуда се случуваа со 205-ката. И дизел имаше патем. Во времето кога дизел во класата на градските автомобили, во B-сегментот, уште се продаваш. Сега, значи 205-ката го му обезбеди стабилност на Peugeot во тие времења по кризата, кога се бараше малечок и штедлив автомобил. Сега се повторува истото. Како да го темпираше периодот, како да го темпираше овој, да го имаше нацртано, подготвено, осмислено овој автомобил Peugeot и чекаше да се случи едно такво поглавје со корона кризата, за која што сега веќе сосем јасно дека тоа беше вештачки произведена, практично биолошка војна. Не се. И, значи, во сите оние последици кои што произлегува од тоа и доведоа, како што спомнав и претходно до тоа, да дури нема ни камиони за автомобилите од фабрика да се донесат до салоните, да се дистрибуираат возилата. Во такво време се погоди повторно 208, значи наследничка на 205, да му обезбеди стабилност. И, навистина, тоа ќе се покаже после неколку години, веројатно некои аналитичари кои што се поспособни од мене, кои што имаат уште подобри познавања, можат веќе да извлечат заклучок, меѓутоа, само ќе навестам на тоа дека доколку 208 не беше толку успешен дизајнерски, концепцијски, во секој поглед, доколку не беше толку успешен, прашање е дали Peugeot денес ќе ги имаше 308, 3008, 408 во таква форма, во каква што се појавија. Значи, моќни, зрели, ајде да речеме и супериорни во својата класа, се издвојуваат. Може да се движи во премиумот. Да не забегуваме. 208-цата е автомобил кој што е сосем доволен. Милион пати повторувам, подсетувам на тоа, не е нешто што сега го откриваме прв пат, се присетуваме дека сега откако гледаме како растат оние автомобили кои што ги увезуваа, беа дозволени да се увезуваат од отпадите германски од 16 тарака, па од бугарски отпади, во кои што сите се надеваа дека ќе се обезбедат ете со голем, силен, представителен автомобил. И откако видовме дека тие автомобили всушност траат година, 2, 3 и потоа завршуваат на отпад затоа што се случува дефект чие што отстранување, поправка чини повеќе од вредноста на автомобилот и тоа завршува во отпад. И се присетуваме, се гледа тоа, значи веќе се покажуваат знаци дека пазарот, сцената, македонскиот народ се присетува на тоа дека овие автомобили всушност се вистинскиот избор на големина, на цена, на мотор за нашиот пазар. Уште малку имам за возење. Па, заклучокот. Градското секојдневие со Peugeot 208 изгледа можда релаксиран. Тоа е лесно управлив автомобил,
Има доволна динамика со овој мотор со 75 конски сили. Тоа е нешто на што ќе треба да се навикне човек. Значи, секако дека е добро да се внимава, основно е да се внимава на брзината. Меѓутоа, од јули годинава, сите нови автомобили во Европска унија мораат задолжително да поседуваат систем кој што меѓу другото предупредува кога се надминува брзината. Меѓу другото, верувам дека околу 20 наставки се додадени, значи системи за асистенција, кои што се грижат за безбедност и за комфор, кои што се добре дојдени, секако не е нешто што треба да се жалиме. И, значи, работата е во тоа што да, сега сум преблиску, тоа е една реалност на која што човек ќе треба да се навикне, меѓутоа, тоа е се што треба да се направи. Excessive speed warning. Значи, при секое седнување, барем колку што јас можев да искусам до сега, мора да се исклучува мануелно. Мора е условно, значи, секако тоа е направено. Меѓу другото и полиција да не ве запира и казнува поради пребрзо возење. Тоа е се во насока на намерата на ЕУ до 2040 година да направи, добро се сети човекот дека може да сврти, да направи бројот на жртви во сообраќај, значи на копни со копни последици, да го сведе на нула. И во таа насока одат сите овие системи за асистенција, значи тоа кога некој забележува, сега ќе ми свири, ќе ми прави ова, значи тоа е направено за да биеме свесни дека сообраќајот носи одредени опасности и така. Преносните односи во вториот и третиот степен чинам дека се подолго пресметани, значи денес не може да се најдат повеќе толку детални технички податоци како на времето кога за секој автомобил можеше да се прочита меѓу другото и колку се преносните односи во одредени степени. А од тоа понатаму се пресметуваше диаграм и слично. И тоа се објавуваше во времето уште кога постоја печатени медиуми автомобилски. Климатизација. Основна, значи, мануелна климатизација, тоа значи дека ќе знаете дека ви е премногу студено кога ќе почнете да ќивате и ќе знаете дека ви е премногу топло кога ќе почнете да се потите, меѓутоа во летно време секако дека поинаку се гледа на присуството на климата во автомобилот. Секако фактот што спречува замаглување и слични нешта, некако постојат луѓе кои што уште се уверени дека клима уредот се пушта само летно време, а зимно време не треба да се пушта да не се истроши. Меѓутоа, климатизацијата сама по себе се грижи и за одржување на влагата во возилото. Значи, далеко од тоа дека во зимно време не треба да биде вклучена климатизацијата. Преносните односи, почнав да кажувам, се подолго пресметани во насока на потечно возење. Значи, со мотор со 75 конски сили не може да се очекува, посебно што и атмосферски, не може да се очекува дека ќе работи нешто многу будно при пониски вртежи. Меѓутоа, се е во ред во тој поглед, секако пресметано е мајсторски и навистина задоволува. Еве, сега сум дури во четвртиот степен со околу 1600 вртежи, со 50 на час и си ја одржува таа динамика. Управувањето е лесно секако, а и кокпит, тоа е посебноста на Peugeot. Седнувате во друг автомобил, добивате кокпит од германците велат од штанга, од штанге, од закачалка. Значи, тука се добива нешто што е својствено и посебно за Peugeot. Купуваш Peugeot и добиваш iCockpit. И навистина е допадлива, човек се навикнува и тоа е одлика на Peugeot. Значи, која марка уште може да се пофали со тоа дека
Има различен кокпит од останатите. А меѓу другото и во оваа насока се движи се. Така, добро, сега сум премногу близко. Го има оној препознатлив звук. Меѓутоа, еве, во поглед на динамиката, на вистина се примерно, пристојно, доволно. Потрошувачката е околу 7 литри, значи без посебни некои грижи околу динамиката на возење и последиците во потрошувачката, околу 7 литри. Постои резерва, постои можност, значи да се спушти на 6,5, верувам и со посебно трудење може и на уште помалку од тоа, меѓутоа, секако е вредност која што е можна примерна. Трите цилиндри ја покажуваат предноста во град, во ниската потрошувачка, затоа што токму трицилиндерскиот мотор е избран, ја има таа одлика конструкцијски, што при пониски вртежи ослободува, постигнува повисок вртежен момент, значи повисока вредност, повеќе ньютон метри во споредба со мотор со 4 цилиндри со иста работна зафатина. Значи, затоа браншата се охрабри толку да вградува трицилиндерски мотори кои што денес се сосем за стандард, буквално е стандард во браншата. Се чувствува таа леснотија. Не е лесен автомобил секако, меѓутоа токму со изборот на подвозјата, на таквата карактеристика на подвозјата е постигната да во возењето чувствувате леснотија во возење. Излез од градот да видиме како се однесува 208 со 1,2 литарски мотор со 75 конски сили и 5 степен мануелен менувач на автопат. Значи тука убаво ќе се покаже динамиката, тоа е еден многу оштар свиок. Сканија пред мене, без приколка, значи забрзува подобро од... Како забрзува? Значи тука е и мала накорнина. Ете, без никакво преголемо откажување, чекање 120 на час. Тука е фантастично груп асфалтот. Значи, доколку се појавува некоја резонанција од подвозјето, тука непријатна резонанца, тука се слуша, навистина, пречека некои автомобили, ќе се изненадите колку некои модели што се отмени, значи по скапи, колку пренесуваат резонанца, грубост од овој асфалт. Меѓутоа, кај пешо се е во ред во тој поглед. Воланот, значи настрана од тоа што се работи за iCockpit, воланот е обложен со синтетичка кожа, стандардна, значи се е тука стандард, нема веќе кожа. И убаво е обложен, значи чувството секако во секој поглед е Peugeot. Не е 208, не е модел во кој што се чувствувате дека нешто сте можеле да добиете повеќе или некој решение не е направено убаво, не е постигнато целта што ја посекувате. Целиот тој карактер што го има Peugeot 208 на динамичен автомобил и кој што се огледува најдобро во посилните моделски изведби, се чувствува и тука. Значи, ова е очигледно е динамичен автомобил кој што не е пречистен од уживање во возењето, иако има 75 конски сили. Значи, возач кој што знае што треба да прави со менувачот, да ја одржува динамиката, ќе биде сосем среќен со овој автомобил.
Ова е еден 2-литерски мотор PureTech, кој што е основа на цела една понуда од мотори, значи тоа е основната изведба атмосферската со 75 конски сили, меѓутоа до сега до 130 конски сили во изведбата со 8 степен автоматски менувач, односно 100 конски сили, а секако дека е носечката погонска единица и во новите изведби со благ хибриден погон. Затоа треба да се има предвид дека ова не е само еден 2-литерски мотор со 75 конски сили, ете колку да има некаков мотор, туку дека е мотор што е конструиран да покрие една широка гама од барања на купувачите, барања за перформанси, барања за штедливост и значи чисто опсегот што го покрива од 75 до 130 конски сили говори се. Тоа што исто така остава впечаток е солидната изработка. Иако се работи за актив ниво на опрема и според тоа основното ниво во понудата на нашиот пазар, тука нема некакви знаци дека се штедело, дека тоа е основниот модел, напротив, ги има овие додатоци кои што имитираат метал, па има некој карбон имитација. Мислам, сето тоа внесува некаква живост во внатрешноста и укажува на тоа дека некој се потрудил во овој автомобил да направи да му биде убаво на човек. Има навистина и лајсни кои што некогаш, например, овие од страна што се шари беа одлика на повисоките нивоа на опрема, меѓутоа тоа се случува со текот на времето. Производителите, како што моделот е се подолго присутен на пазарот, а Peugeot 208 па и воопшто не е толку долго присутен, меѓутоа го забележуваме присуството негова, па не се чини како тоа да е многу. И со текот на времето додаваат се повеќе и повеќе. Така што од средината на моделскиот век, а Peugeot 208 е на средината од моделскиот век, навистина уште во основата го нуди тоа што во почетокот беше достапно кај по-скапите и по-благородните изведби. Седиштата се сменети, значи облогите на седиштата, односно платното е сменето. Тоа се чинам дека се рециклирани материјали, меѓутоа е пријатно седењето, не се мали седиштата, значи барем јас со мојата тежина можам да кажам дека не е тоа мало седиште. Пријатно се седи. Има автомобили во кои што во класата во кои што навистина нема да ви се допаднат седиштата, меѓутоа Peugeot двои во тој поглед и секако ги има овие iToggles, односно редица со прекинувачи кои што се изработени, обрабени, убав финиш, обрабени со некаков метален финиш, лесно е ракувањето, брз пристап до домашниот, значи до home, до дома. Радио, телефон, апликации, навигација, климатизација, што добре сега. И возење. Значи, и во тој поглед дури остава впечаток. Некогаш се добиваше обичен дисплеј, обична основна функционалност, тука има многу повеќе, меѓутоа во поопремените изведби сето тоа секако оди уште погоре. Дисплејот средичен сега е со 10 инчи, чинам дека е диагоналата, иако е малку по-издолжен форматот. Класични инструменти има со таа посебност што бројачот на вртеж и обратно врти. Значи не врти во насока на стрелките на часовникот, туку обратно врти. И тоа е посебност, меѓу другото. Темпоматот е сместен на сателит и основните функции со радиото, со музиката, значи сместени се на тој вообичаен сателит уште од времето.
Прашањето уште е како искачува овој 1-2 литрски мотор со 75 конски сили на горнина, на водна. Значи, очигледно нема никакви проблеми со повлекувањето. Тука е сега малку порамен делот во овој дел. Меѓутоа, кога ќе се постигне динамика, нема разлика, мала е разликата во тоа како понатаму ќе повлече мотор со 75 и со 100 конски сили. Да, тука е малку лоша, значи подлизгува, затоа што е осојно место. Ете, лажи вера. И примерно, пристојно. Значи не е некоја динамика со која што човек би чувствувал ограничување, туку нормално тесно возење, нормално за таа класа. Тоа е благодетот на оваа класа возила, а за тоа ќе кажам сега. И така доаѓаме до заклучокот од тестот на овој Peugeot 208. Што е всушност целата поента? Што е всушност целата работа во овој Peugeot 208 Active со 1-2 литрски мотор со 75 конски сили? Тоа е последната класа на автомобили во која што мотор со 75 конски сили, домаќински за човек да заштеди, се уште има смисла. Компактите напредуваат толку, затоа што производителите мораат да внимаваат на маржата, значи борбата е за маржа. И кај компактната класа е сосем друга приказна. Таму се нуди многу повеќе. Многу повеќе напредуваше. Тоа е веќе средна класа, далеко од оние компакти кои што ги познававме во времето, па уште на Golf 4 или Peugeot 306. И 75 конски сили се сосем доволни. Не само што се доволни, туку, а како што вели народната, старата народна, ако гостите не се бесни, ниту куќата не е тесна. И се покажа дека навистина е сосем доволна таа моќност, затоа што е сега работата, 75 конски сили? Па, човек не може да инвестира се во едно, туку ајде сега да филозофираме малку, туку треба да се инвестира равномерно во се. Значи не е автомобилот се, секако да, Аутомедија работи на автомобили, треба да ги воздигне автомобилите и да кажам сега дека треба да купувате автомобили да живеете во нив и ништо друго. Да живееме во нив и ништо друго. Значи, сепак тие 1000, 2000 и повеќе евра кои што се заштедуваат со изборот на основното ниво на опрема и со основниот мотор, остануваат за да се вложи во нешто друго. Тоа што Евроимпекс направи да биде па најактуелен до сега 208 со оваа моделска изведба, секогаш 208 беше на врвот на класата, секогаш беше во насока на премиум, секогаш со моќни мотори, со автоматици, со топ опреми GTA. Ќе ги забележите по улица, се забележува дека тоа се врвните нивоа на опрема и беше, па да речеме, условно кажано, недостижен за купувачите кои што сакаа нешто основно. Ете го. Значи, по милион произведени примераци и по оние сите заврзлами кои што се случија околу корона кризата, проблемите со добавувачите, проблемите со дистрибуцијата со камиони, значи не можеа коли да се дистрибуираат од железница, да се преземат од железница или од фабрика, да се преземат со камиони, да се донесат до дистрибутивни центри или до салони. И доаѓа, значи, по еден таков период 17.000 евра. Најдоброто е во тоа што е модел што го познаваме. Да, секако. Просторен, комотен, опремен, сето тоа. Да, меѓутоа, убавото е тоа што не се чувствува дека е најдостапниот модел. Надвор, секако, бојата е агуеда
жолто-зелена, а Гоеда е град во Португалија и е познат меѓу другото по тоа што има шаринило. Култура има во изработката на производи од керамика, рачни преработки, занечи, затоа има луѓето се инспирирале од зелената боја на природата и од сонцето, Португалија. И нема трага од тоа дека е најдостапната моделска изведба. Надвор, да, секако дека нема никаква разлика, практично нема никаква разлика, човек не може ни да помисли да тоа е основниот модел, меѓутоа најмногу одушевува тоа што внатрешноста е облагородена. И не ми се верува, како што ја гледам, уште не ми се верува дека ова 208-ка навистина чини 16.990 евра. Не изгледа, далеко од тоа дека изгледа како основен модел. Сега, оваа понуда, значи, со 75 конски сили, ќе биде достапна само сега. Извесен период, значи, меѓутоа околу нова година. И секако дека се поврзува со нова година. На 208 му е нова година, 2025 ќе му биде. Зашто зборувам? Порано постоеше пред долги години, значи во време кога уште имавме нормален пазар на нови автомобили, без увози на користени престижни лимузини од отпади. И постоеше таква навика, значи беше една трка, едно градење имидж на производителите, на увозниците, да настапат со новогодишна програма. И постоеше таква навика, луѓе кои што беа подготвени, размислуваа, беа пред донесување на одлука за нов автомобил, правеа круг, ги посетуваа салоните, секако тогаш имаше и печатени медиуми, имаше и реклами на телевизија, беа многу понормални времења и луѓе се запознаваа на секакви начини, значи тие новогодишни понуди од секаде навираа и постоеше таа практика. И сега ме подсетува овој Peugeot 208 на тие времења. Па, среќно!